Добре дојдовте во уште една епизода на Femcast. Моето име е Илина Пејовска Затуровски, а моја гостинка во оваа епизода е Даниела Здравковска. Дани е бизнис аналист и воедно моја колешка, заедно работиме. Дани е магистер по бизнис администрација, воедно е и полиглот и по професија е професор по италијански јазик, меѓутоа подолго време работи во IT секторот, претходно како quality аналист, а сега како бизнис аналист. Дани, добре дојде, многу импресивно звучи твоето професионално портфолио. Како си денес? Здраво, Елина. Добра, супер, одлично. Фала ти многу на поканата да гостувам во твојот Femcast. Навистина е голема чест и задоволство. Како си ти? Јас сум одлично, фала ти на прашање. Расположено. Супер. Добро, ајде да си почнеме со едно интересно прашање. Имаш студирано италијански јазик, галиш голема љубов кон Италија и италијанскиот јазик, но дали тоа одсекогаш беше твој избор и кои други јазици ги зборуваш и како се одлучи од тука за промена на кариерата во IT секторот? Дали тоа го донесе магистратурата или од секогаш беше нешто што сакаш ова да го работиш? Така. Ти благодарам на прашањето. Да, за љубовта кон Италија и кон италијанскиот јазик ја негувам навистина уште од многу рана возраст. Пред се уште во основно, кога бев во основно училиште, јазиците некако природно ми лежа, имав таква наклонетост кон романска група на јазици, па уште од најрана возраст, освен англискиот кој што беше задолжителен, да речам, јазик кој што го изучувавме на страна од школа и на курс, и францускиот како јазик кој го слушав тогаш. Мене некако природно ми идеше таа љубов кон италијанскиот, па едноставно се запишав на курс и почнав да го изучувам јазикот од најмала возраст. На времето, кога беа популарни, Стандард, Лаура Паусини, Ерос Рамацоти, така некако, италијанскиот е милозвучен, па од тука и мојата љубов кон италијанскиот. Понатаму во средно се определив за јазичен смер, многу интенционално, иако изборот беше помеѓу општествено-хуманистички науки, ради тоа што некако стакав многу правен, економски нешто во таа насока. Ако беше економски, ќе беше макроекономија, ако беше правен, ќе беше уставно право. И од сиот тој избор некако најлогичен во тој миг ми се виде јазиците. Се запишав на јазичен смер, продолжив со изучување на италијанскиот, во меѓувреме некако се вметна и латинскиот, доста надпревари на регионално и на национално ниво, следеа со награди и слично. И некако како што почнав да го изучувам и латинскиот и целата историска поставеност на Италија, од дамнешно време се до ден денес, ми се виде многу примамлива за да продолжам да ја негувам како љубов. За време на студиите исто така беше многу тесен изборот меѓу економски во тоа време и филолошки. Се одлучив за филолошки сепак на крај. Можеби никогаш не бил толку плоден во однос на работа, меѓутоа сепак таа љубов си продолжи. Успешно ги завршив студиите и продолжив делумно и на факултет во Италија, конкретно на Универзитетот за странци во Перуџа. И понатаму имаше една пресвртница каде што реално аплицирав и се надевав дека ќе ги продолжам своите магистерски студии надвор од земјава. Добив стипендија во Италија, во Болоња конкретно една година и една година во Страсбург. Мој личен избор беше да оставам од таа стипендија, која што ги покриваше сите трошоци за живот, сместување и студирање во двете земји, каде што респективно ќе учев на два различни јазика, италијански, француски, заедно со англискиот, затоа што во тој момент сметав дека има некој прелом на бизнис сцената, да речем, или на работните струки кои што се развиваат понатаму, и сметав дека нема да биде толку бенефитно да се продолжи во таа насока, туку едноставно дека таа љубов можам да продолжам да се негувам преку дополнителни ангажмани кои што во тој миг се изродија со Универзитетот во Фиренца или со Министерството за култура во Македонија, со амбасадата во Франција, со кој што поактивно се работува в тој период, а во меѓувреме си земав, да речем, пауза во која што ќе размислам на вистина што е тоа што ме влече. Интересно е што меѓу сиот тој спектар на различни интереси запишав, веќе бев работена, работев како quality аналист во претходната фирма, каде што имав допир со технички струки, иако претходно немам никаков технички бекграунд.
И на Академијата за човечки ресурси имав меѓу другите предавачи, имав честа да соработувам и со Стефан, директорот на човечки ресурси во Ајден, кој некако по некои leadership assessments кои што ги правевме во тој миг ме преусмери некако и ми даде идеја да размислувам за магистерски по бизнис администрација. Аплицирав, имаше некој повик отворен за стипендирање од страна на Цементарница Усија, добив целосна стипендија за покривање на магистерските и така завршив на магистерски студии, кои што реално ми беа многу поисполнителни од додипломските студии. После тоа беше некако логично да продолжам во насока на позиција која што е бизнис аналитичар или слично. Во тој момент имаше отворено пракса во IT Labs и на тој начин нели си ги поминав сите фази на регрутирање како практиканти. Еве успешно следи вработување веќе од скоро година и пол во компанијава. Одлично. Многу импресивно искуство и мислам дека ќе е на инспирација за сите оние кои што размислуваат да променат кариера, затоа што често пати тоа значи да може да биде страшно и непредвидливо искуство за повеќето, да излезат од зоната на комфорот и да пробаат нешто ново, нешто во кое што знаат дека можат да бидат добри и во кое што претходните искуства дали во одредената професија или при школувањето можат да им бидат од голема корист, нели. Интересно спомна дека си соработувала со Министерството за култура во Македонија. Кои беа твоите задолженија во тој дел? Така, во тој момент Министерството за култура во Македонија имаше отворено некој повик за соработка со Универзитетот во Фиренца. Во тој момент јас пишував мојата дипломска на тема италијанска книжевност. Посебно нели на поствојните искуства низ книжевноста, па и учеството на жените во тој период, нели како да речам војни, како столбови заштитнички не само на семејството, туку и како активни делители учесници во тој период. И професорката која што ми беше ментор на додипломските студии едноставно ме поврза, сметаше дека сум соодветна за тој повик и учествувавме заедно како млади истражувачи на тој проект. Целта на тој проект беше да се доближат културно-историските врски помеѓу италијанската и македонската книжевност, без разлика нели на родот и на полот на писателите кои што твореле во период од 19 до 21 век. Конкретно, ние правевме истражување на сите литературни дела од тој период, обидувајќи се да доближиме македонската литература до читателската публика во Италија. Последствено на тоа што правевме листа, нели стапувавме во контакт со различни книжарници овде и во Италија, правевме и превод на некои, да речам, еминентни писатели дела од нашата литература од тој период, се за цел нели да ја доближиме до италијанската читателска публика, која што во последно време бележи подем неинтерес во однос на нашето книжевно творештво. Многу интересно. Се надевам дека беше успешен проектот. Би сакала нели во иднина да ќе поразговараме и за ово дополнително, ќе ми раскажеш. Ме интересира сега да ми кажеш поточно, да ги запознаеме сите кои што не слушаат. Информатичкиот сектор е навистина шарен, би рекла, во денешницата. Сега, посебно во последните 2-3 години и нуди многу можности за многу луѓе, нели, да можат да се пронајдат во било која позиција во IT секторот. Кои се твоите задолженија како бизнис аналист? Да инспирираме некој можеби за таква кариера како твојата. Така. Да, како што спомна и ти, информатичкиот сектор е навистина разновиден и разнобоен, би рекла, иако нели многумина го поврзуваат некако стереотипно само со кодирање, програмирање, тоа е едно насочно нели размислување. Меѓутоа не е така и самата знаеш дека нели информатичкиот сектор вклучува различен спектар на профили, почнувајќи не знам од дизајнери, аналисти, истражувачи, маркетинг лица и така натаму. Конкретно, јас во фирмава моите главни задолженија се од проспектинг фазата до фазата на реално имплементирање на софтверско решение. Во проспектинг фазата работиме на анализа на различни проекти или тендери кои што доаѓаат од Македонија, но и од странство, претежно Соединетите Американски држави, и на тој начин формираме нели понуда со која што ќе одговориме на потребите и барањата на клиентот. Конкретно јас се вклучувам во изработка на презентации или во барања во анализа на
потребите и на барањата на софтверското решение од страна на клиентите, а понатаму при имплементација на решението во изработка на целосна документација за покривање на барањата на софтверското решение, соработка нели со целиот тим кој што работи на имплементација, кореспонденцијата со самиот клиент, комуникација активна со дизајнерите кои учествуваат во изработка и нацрт на апликацијата или на софтверското решение и нели понатаму валидирање на тие бизнис барања преку така наречено user acceptance тестирање, кој што следува нели на крај на самото решение, се со цел да се овозможи една да речем глатка комуникација меѓу клиентот и меѓу нас како тим кој што работи на имплементација, за да доставиме едно решение кое што е комплетно и кое што сосема одговара на очекувањата и на барањата на клиентите. Да, јас ти соработувавме заедно на првиот проект, јас кога почнав да работам во фирмата во која што работиме, имавме едно навистина прекрасно искуство, заедно додека работивме и така дете, си останавме пријателки во морето од колеги. Точно. И многу ми е мило за тоа. Ретко се наоѓаат луѓе како тебе, ведри со позитивна енергија. Баш ти фала, гледаш, делиме исто мислење на за друга Леле, ти веројатно стојката. Комплименти. Така, Дани, интересно, јас искрено кога работев на проектот со тебе, прв пат се соочив да работам со бизнис аналист и ти кажав уште тогаш дека многу ми беше олеснета мојата работа. Мојот дел од работата навистина ми беше олеснат и посакувам сите кои што работат на некој проект во било кој сектор од информатичката индустрија или од било која друга индустрија, затоа што верувам дека твојата професија може да се аплицира во било која индустрија. Препорачувам навистина да се заинтересираат повеќе да имаме бизнис аналисти во овој сектор и во другите. Работата е навистина полеснета од двете страни, за комуникацијата со клиентот и за тоа што треба нели да се заврши за клиентот да е среќен на крај, неговите барања да бидат точно пренесени и за бизнис делот од проектот секако се разбира. Исто така, вклучена си во проекти за лидерство, сакаш да учествуваш на надворешни, да речам, extra curricular activities, надвор од работното време. Што те привлекува конкретно кон таквите проекти? Амбициозна личност си доста. Реално сметам дека во последно време има подем на жени кои што доаѓаат нели од различни бекграунди, сепак се стакнуваат на лидерски позиции и мислам дека тоа е еден убав тренд кон кој што од истражувањата кои што гледаме и од интернационални сајтови гледаме дека Македонија има на европско ниво најголем број на истражувачи од женски профил, што искрено многу ме радува. Поради тоа што не било нели тренд во минатото и мислам дека тој профил на жени е најмногу истакнат, ако не во политиката, тогаш во информатичкиот сектор, за кој што некако стереотипно нели го дефинираме како машки сектор. Затоа ми е драго да се вклучам во се поголем број на иницијативи кои што ги рушат тие некои табуа. Еден од проектите на кои што неодамна се вклучив е така наречен проект за Youth Leaders, кој што беше организиран во светски рамки, каде што беа избрани при интензивен процес на селекција 100 учесници од 140 земји во светот, меѓу кои бев единствен представник од Македонија. И навистина ме радува што во едно такво окружување успеавме да научиме малку повеќе за лидерството, ради тоа што едноставно сметам дека супер е да се биде бизнис аналитичар и планирам да продолжам понатаму во таа насока, меѓутоа во даден момент би сакала да се вклучам и на нека пораководна позиција. Конкретно мој домен на интерес би бил стратешки или оперативен менеджмент, така што сметам дека вклучувањето во такви проекти каде што можеме да научиме нешто повеќе за тие меки вештини и за целиот пристап за тоа како е да се биде лидер, заради тоа што нели некои луѓе се, да речам, родени лидери, меѓутоа негувањето на тие карактеристики треба да продолжи понатаму и од тој аспект чисто сметам дека е моја лична надоградба во тој сектор кој што ќе ми овозможи да се стремам кон некоја повисока позиција, не само заради позицијата, нели, туку и заради целиот сет на одговорности кој што го носи таа позиција,
ради тоа што мене едноставно ме делува многу примамливо да сретнам жени кои што имаат раководна моќ во дадена компанија, кои што имаат визија и настока во која што би сакале да се движи таа компанија и секако да придонесат со еден цел сет на бенефити со позитивно работно окружување за сите вработени во компанијата. По втор пат во овој подкаст го слушаме зборот дека жените се визионери и многу ми е драго за тоа. Затоа што верувам дека жените кои што се амбициозни пред се, потоа се и успешни и ги делат истите ставови и мислења. И многу ми е мило што исто така го слушнав тој збор и од тебе дека жените на високи позиции во нашето општество најчесто се визионери, затоа што ако имаме само зборови, а немаме акција, не може да имаме ниту лидерство, ниту успех во било која област. Од тука што е лидерство за тебе конкретно? Лидерство е широк поим. Конкретно видовме многу стакнати лидери во време на пандемијата, нели? Искрено за мене пример за жена лидер, јас сметам министерката, тоест праим министер на Нов Зеланд. Сметам дека даде позитивен пример за тоа што е лидерство преку отворена и транспарентна комуникација со жителите на нејзината земја во еден таков период. Сметам дека лидерите се истакнуваат баш во време на криза, со одлуки, со мерки, во политички аспект или насока во оваа смисла, во моменти кои што навистина го бараат тоа. Меѓутоа, нели секако постојат лидери во рамки на заедниците во кои што живееме, како и во компаниите. Конкретно во нашата компанија има нели неколку преце жени, да речам, кои што ги сметам за навистина добри лидери во однос на начинот на комуникација кој што го применуваат, во однос на забележување на трудот кој што другите вработени го ставаат во рамките на секојдневно работење и кои што придонесуваат со нивните идеи и ставови за развој на подобра работна средина, обкружување за сите, заедно со сет на бенефиции кои што компанијата може да ги понуди. За лидери не ги сметам жените само кои што учествуваат во во политичка смисла, се активни, или жените кои што се на дадена раководна позиција, туку и жени кои што во своето слободно време нели негуваат поинаков пристап и се вклучуваат во многу иницијативи кои што се општествено бенефитни и помагаат на заедницата без разлика за кој сектор се работи. Битен аспект за мене и за тебе верувам е дека жените лидери се надевам дека раѓаат понатаму лидери и лидерки, ради тоа што нели растат и негуваат деца кои што освен што се родово сензитивни, растат свес за тоа дека треба да се биде активен чинител или учесник во многу општествени смери, а не да се ограничиме само на работната позиција и на обврските кои што истата ги носи, затоа што нели по работен договор сме, да речам, принудени на работа на истите. Да, апсолутно се согласувам, многу добра дефиниција. Ова го широкиот поим навистина добро го склопи во една целина мала, но многу со многу големо влијание. Од тука на темата лидерство, повторно каде се гледаш себе си во иднина? Се гледаш ли на некоја таква позиција лидерска? Веќе спомна, но меѓутоа да поопширен одговор еден. Дефинитивно, значи мој предмет на интерес и тема и на магистерските студии, на магистерската теза беа од областа на стратешки менеджмент заедно со оперативен менеджмент. Во таа настока јас навистина би сакала да заземам еден ден позиција на поред на проектен, на оперативен менеджер во една компанија, каде што ќе имам едно овервју за сите процеси кои што се одвиваат во компанијата и со тоа ќе можам да придонесам со мои ставови и визии, пак да го искористам зборот, за тоа како стратешки фирмата да се подобрува во многу аспекти во незиното работење и да биде попрофитабилна, меѓутоа и подобра во однос на квалитетот на работното место и тој work-life баланс кој што го нуди за своите вработени. Ја спомна и премиерката на Нов Зеланд, навистина исклучителен пример. Дали се гледаш себе си во политика? Мора да се прашам во прашање. Во иднина зборувам, не мора веднаш. Знам дека политиката е често пати асоцирана со негативни термини, од тој аспект чисто сум била така понастрана.
секогаш имам став за сите политички збиднувања и навистина сум активен следач, да речам, на сите збиднувања на политичката сцена, како дома, така и пред се на европско ниво, би рекла, и на светско, меѓутоа пред се на европско ниво. Еден интересен факт за мене што уште како средна школка, значи сите сесии што биле на Европски парламент, на Европски совет ги имам гледано и имам доста рол модели од таму, нели, во однос на дипломатскиот начин на изразување, на начинот на кој што успева да се справат со одредени ситуации, така натаму. Од тука сметам дека има многу што да се научи. Светот на политиката е навистина динамичен и инспиративен и доколку еден ден бидам вклучена во една таква позиција, би сакала навистина да оставам свој печат и да бидам асоцирана со позитивни промени кои што би ги направила во општеството. Да, апсолутно. Многу интересен факт за тебе, ете, ова не го знаев. Значи, навистина те привлекувала политиката. Интересен факт за мене е тоа што јас до пред 10 години апсолутно не ме интересираше политиката, иако да, имаше обид, татко ми инсистираше да се вклучиме во младинските организации на една партија, но мене не ме интересираше апсолутно, затоа што не знам, сакав да работам на учење и на градење на сопствена кариера. Некако тој свет не ми беше многу интересен. Нормално, како што созревав, почна се повеќе да ме интересираат политичките збиднувања во државата и така. Навистина, мислам дека младите луѓе, посебно на наша возраст, од 25 до 35 години, се многу неинформирани кога станува збор политиката и затоа зборував со две пратенички од две различни партии во нашата земја, во Македонија, и го делат истото мислење, за жал, дека имаме една цела изгубена генерација која што е многу лесна да се за манипулирање. Едната пратеничка беше од опозицијата, другата беше од власта и двете стоеа на фактот дека младите жени посебно, и не само жените, туку сите, треба повеќе да ги следат политичките збиднувања, посебно во земјата, за да можат рационално да донесат одлуки и да бидат, нели, вклучени во тој еден процес, да знаат како да бидат запознаени со законските решенија, законите, и да можат на еден начин и да се заштитат себе си кога би дошло до тоа. Уште едно прашање во врска со политика. Која македонска политичарка или политичар, не мора да биде, значи политичарка ти оставила најголем впечаток? Значи независно од партија, гарнитура и период на владење. Ме интересира дали има некој што ти оставил посебен впечаток со нешто што направил. Така, па мислам дека нема конкретно име кој што би го издвоила ниту од мажите, ниту од жените кои што се вклучени во нашата политичка сцена. Самата комплексност на нашата политичка сцена. Убаво е што гледаме изредување на нови политички партии во последно време, каде што се повеќе младинци се вклучуваат. За поздравување се некои иницијативи, другите се помалку добри, да речам, или воопшто недобри. Секако секојаш од власта од позицијата имам став за сите иницијативи кои што се водат, меѓутоа не сум определена политички за дадена политичка партија и покрај тоа што негувам едно чувство на љубов и патриотизам кон нашата земја. Пак ќе речам, не би издвоила мал коментар во однос на вклучувањето на една генерација на изгубени кои што ги велиме, во однос на вклучување во политички ангажман. Би рекла дека тоа се должи пред се на разочараноста на младите од нашата држава во светот на политиката и на начинот на кој што се носат одредени решенија, начинот на кој што се спроведуваат и така натаму. Токму затоа сметам дека е за поздравување иницијативата што гледаме некои промени на изборите и се поголем број на политички партии кои што се раѓаат и со цел да се смени таа слика, затоа што верувам дека доколку се промени сликата на младите за тоа што значи да се биде чинител или творител политичка партија, дека понатаму ангажманот кој што би бил ќе биде попозитивен од страна на младинците. За сето тоа придонесува и медиумската сцена во Македонија, според Евростат ние сме земја на најнеинформирани луѓе на европско ниво, пред се во однос на рационално судење на одлуките и фактите кои што ни се пласираат преку медиумите. За самото тоа има цел еден екосистем кој што може да придонесе за промена на политичката сцена, за вклучување на младите во вакви иницијативи. Се согласувам дека за жал сме, иако имаме една инфлација на информации, ние сме
најнеинформираните. Значи имаме многу информации, што тоа води до инфлација на информации и повторно сме најнеинформираните можеби жители на Европа, бидејќи зборуваме за целиот континент, нели тука. Добро, Дани, интересна гледна точка, би рекла, од твоја страна. Кажи ми сега едно повеќе лично прашање. Што е тоа што те прави среќна? Па многу работи. Верувам дека многу работи. Еве неодамна се омажив, тоа е нешто што во приватно време ме исполнува, нели посветеноста на кон семејството и кон семејните обврски кои што ги имам во така зголемен интензитет во последно време. Секако квалитетно време поминато со семејството, со пријателите, надвор во природата. Обожавам да возам велосипед. Читам доста литература на различни теми, меѓу кои моментално се бавам со self-improvement, со лидерство. Сметам дека е тема во која што неодамна се откривам себе си со моите интереси во таа насока. Другото нели е стандардно поминување на време со блиските. Еве интересен факт за мене што порано учествував во хор и свире флейта во оркестар, па тоа некогаш најдем биде така дополнително хоби. И накратко тоа е тоа што ми исполнува во слободно време. Многу убаво, многу импресивна личност. Јас си сега дознавам нови работи за тебе преку овој наш разговор. Не знаев дека си свирала на флейта. Значи, мултиталентирана, амбициозна, успешна македонска жена. Браво, многу сум импресионирана од се што дознав денес за тебе и од претходно што знаев. Како една порака за крај за сите наши слушатели, морам да нагласам дека подкастот го слушаат најчесто млади жени од 18 до 35 години, така што верувам дека со нашиот разговор инспириравме многумина, но ајде една порака за крај. Се надевам навистина дека ќе успееме да инспирираме се повеќе млади жени и девојчиња. Мој совет е за сите жени и девојки кои што не слушаат, нели да бидат пред се амбициозни, да бидат упорни, да бидат истрени во тоа што го сакаат и да не се плашат од промени, поради тоа што нели се почесто гледаме жени, но исто и мажи и момчиња да речам кои што се осмелиле на тоа да направат кариерна промена, па во таа насока нели има многу курсеви, многу академии, многу ресурси денес кои што ќе има возможност да се преусмерат кон професијата која што навистина им лежи или кон која што навистина сметаат дека можат да се остварат себе си како приватно, така и професионално, од друга страна нели да не заостануваат со негување на хобијата, како и поактивно вклучување во одредени иницијативи кои што еве нам како заедница и како држава ќе ни донесат малци по регионални или европски успеси. Да, апсолутно се согласувам, посебно за негувањето на хобијата, затоа што тоа на една личност ти дава радост, ти дава мотивација за да продолжи да биде најдобра во тоа што го работи примарно. Ако дозволиме да не обзеде тој целиот хаос секојдневен и заборавиме на малите работи кои што ни носат задоволство, нема да уживаме во ништо во што работиме и во што правиме, нели, во текот на денот. Така. Ти благодарам, Дани. Мислам дека имавме еден многу добар, квалитетен разговор. Дадовме увид на сите кои што не слушаат за твојата професија. Се надевам инспириравме некои луѓе, жени, мажи, не е битно да започнат кариера, нели, во IT секторот како бизнис аналисти или како quality аналисти и се надевам ги инспириравме да размислуваат на начин на кој што размислуваш и ти, посебно кога се работи за напредокот, нели, на Македонија, земјата во која што живееме, и да ги охрабриме ако се чувствуваат заглавено во секторот во кој што работат, да размислат за излегување од зоната на комфорт и да сменат кариера. Ти благодарам уште еднаш за гостувањето. И благодарам и тебе на поканата, како што спомнав на почеток, навистина е чест и задоволство да се разговара со подеднакво млада, успешна и амбициозна жена како тебе и еве се надевам дека преку овие подкасти кои што нели го носат името Femcast ќе охрабриме не само жени како слушалки, туку подеднакво и машката популација да се охрабрат на некои промени, на некои чекори,
како за нив, така и општествено, за да се остварат нели во многу улоги во кои што може да се оствариме во текот на животот. Така. Ти благодарам уште еднаш, Даниела Здравковска, бизнис аналист. Се слушаме во наредната епизода на Femcast.